Здрава на сите! Добре дојдовте во 91-та епизода на Шорткат. Јас сум Нина, а ова се настаните кои одбележаа минатата недела. Емисијата започнуваме со важна вест за идните академски граѓани. Универзитетите ги објавија конкурсите за запишување во учебната 2023-2024 година. Универзитетот Свети Кирил и Методи има 10.473 слободни места за идни студенти, а роковите за пријавување се 30 и 31 август, 18 и 19 септември, како и 28 септември. Најмногу слободни места има на Финки, на Правниот факултет и на Природно-математичкиот факултет. На Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ќе може да се запишат 2565 нови студенти. Конкурсот ќе се реализира во 3 уписни рока, а најмногу слободни места се предвидени на Техничкиот факултет, Правниот, Факултетот за безбедност и Педагошкиот факултет. На конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот Гоце Делчев Штип се предвидени вкупно 3982 слободни места. Првиот уписен рок е од 21 до 24 август, вториот е на 6 и 7 септември, а третиот на 18 и 19 септември. Во време на дигитализација, кога услугите за граѓаните претежно треба да бидат достапни електронски, градот Скопје бара документите за поднесување субвенција за велосипед да се поднесуваат во хартиена форма во архивата, а дополнително да одат на нотар да заведат изјава. Дали и колку е оправдано, кога постои можност за електронско поднесување апликации, институциите да се враќаат назад во процесот, ќе слушнеме од прилогот што следува. Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека личните податоци се точни и дека сум согласен истите да се користат исклучиво за учество на јавниот повик за субвенционирање на граѓаните. Ваква изјава мора да заверуваат на нотар граѓаните кои сакаат да поднесат субвенција за купување велосипед до град Скопје. Во време кога јавните услуги се очекува да се дигитализирани, а апликациите се поднесуваат електронски, со ова се оди чекор назад. Граѓаните кои сакаат да аплицираат за субвенција за велосипед до 4000 денари треба да одат на нотар, да платат 150 денари за заверка на изјава, а потоа заедно со останатите документи барањето да го поднесуваат во плико до архивата на град Скопје со назнака неотвореј. Во ваков момент на дигитализација, особено после ковид, кога сите брзо се прилагодија, па и крај на приватниот сектор во голем дел се прилагоди, институциите јавни вака да назадуваат со барање на податоци, барање на документи во хартиена форма и писмено доставување на барања до нив, значи тотално неприфатливо. Ваквото барање на нотарски заверена изјава е ништо повеќе од отежнување и обесхрабрување на граѓаните да се пријават, бидејќи тоа веќе дополнителни пари, ама најмногу веќе време, кој е исто така еден од најбитните ресурси. Од град Скопје вела дека потребата од изјава на нотар е произлезена од забелешките на надлежните ревизии за постоење опасност од злоупотреба на лични податоци при барање на копија од лична карта при аплицирањето. Сепак според Белчева ова барање не е издржано, бидејќи на веб страниците на институциите има политика за користење лични податоци, а дополнително постојат и опции кога се креира профил, корисникот да има можност да го кликне копчето со кое изразува согласност за користење на личните податоци за одредената намена. Во случајов барање за субвенција за велосипед. Градот Скопје првично го објави повикот за субвенции на официјалната страница на Facebook, но откако граѓаните реагираа зошто треба да заверуваат изјави на нотар, повикот беше избришан и сега единствено може да се најде на веб страницата. Едно лице може да поднесе само едно барање на јавниот повик, а услугата ќе биде прв пријавен, прв услужен. Од град Скопје информираа дека досега се пристигнати 340 барања за субвенции, а јавниот повик трае до октомври. Инаку на јавните повици на град Скопје за доделување субвенции може да се забележи дека нотарски изјави се бараат и за останати услуги, надоместување на дел од трошоците за чистење оџаци, електрични тротинети, инвертер клима уреди за загревање. Од град Скопје за Шорткат вела дека во иднина несомнено се планира аплицирањето за овие услуги да биде електронски. Растат цените на меѓународните автобуски билети за време на летните одмори. Па така, повреден автобуски билет на релација Скопје-Истанбул чинеше 3100 денари, но летово сумата е околу 5000 денари.
Билет меѓу Скопје и Белград сега чини од 2800 до 3250 денари, а до лани беа околу 2200 денари. За патување до Софија се плаќа од 2720 до 2820 денари, за разлика од претходно кога беше околу 2000 денари. Единствен случај каде што нема корекции на цените е на релацијата до Тирана, каде повратен билет чини 1890 денари. За крај, една интересна вест за уникатен начин на промоција на македонското вино, која стигнува до публиката од речиси сите држави на бивша Југославија. Во најновата епизода на култниот стрип Алан Форд, насловена како Лудост, јунаците решаваат интриги во измислената европска микродржава Баронство Баварија. Во еден момент, еден од лековите со цел да натера локален поп пијаница да соработува, му нуди подкуп со шише македонско вино од Тиквеш. И тука е крајот на денешната епизода на Шорткат. Благодариме што не следевте. Пишете ни на Инстаграм и ТикТок, доколку имате сугестии, предлози и читајте рубриката ЦТРЛЗ на MetaMK. Се гледаме идната недела во истото време. Поздрав!